И јас сум умно дете. Сезона 2. Македонска народна приказна од Марко Цепенков. Царската ќерка и екимот. Една царска ќерка боледувала од некоја мисла што ја имала. Сите царски екими ја ватиле да ја лекуваат и никој лек не беше нашол. Од ден на ден се полошо се чинела и на лице гинела. Чул еден стар еким што бил забораен од светот поради староста што ја имал. Никој не беше го викал. Ја, рекол сам со себе, да појдем кај царската ќерка, да ја видам што болест има и да ја оздравам. Пошол и се представил пред царската ќерка. Откако ја испрашал заради болеста од секаде што е и како ја боли, го нашол лекот. Ов бре, дедо, му рекла нажалено царската ќерка, ако можеш да ме оздравиш, јас ќе му речам на татка тебе да те клаит прв еким на столнината и голем бакшиш да ти даде. Стариот еким рекол, мнозина екими те лекувале и билки ти давале и пак не те оздравеле. Ќерко, јас без билки ќе те оздравам. Да ме паметиш и да велиш Бог да го прости старио еким што ме оздраве без билки. Откако чул екимот тие зборови, отишол при коменџијата и нарачал еден позлатен прстен. На прстенот беше пишал вак: се што било, поминало, и се што ќе биде, ќе поминит. Еве ти го леко, царско ќерко, рекол екимот. Секој саат и секој ден, која ќе ти дојди лошата мисла што ти го мачи срцето, ќе го погледнеш прстенот и ќе го поразмислиш тоа што ќе го читаш. Така, ако го кажуваш и размислуваш, до 40 дни ќе оздравиш. Те уверувам и со глава моја ти се таксувам. Ако не оздравиш, да ми ја пресечите главата. За вистина, царската ќерка беше оздравела. Побрго од 40 дни, од болеста што ја имала во мислата. Таа оздравела и екимо на голема чест бел го клале. Крај.